Проклетството на фудбалот во Источна Македонија не е случаен, бидејќи тоа што му се случува на Осогово, не му се случува само нему, туку во разни форми и на други клубови. Примерот со Штипска Брегалница е најмаркантен, иако поблиски се оние со Хоризонт, Турново, Рудар и така натаму. И само затоа што на поединци им одговара недефинирана ситуација за да си ги зачуваат позициите што подолго. За Осогово се загрижени сите, старата управа, старата власт, новата управа, новата власт, семените, навивачите, новинарите, а клубот никако да биде згрижен асално. Сега кога актуелната управа согледува дека во градот нема реални услови за второлигашко надпреварување, пред се од финансиски аспект, логично дава оставка и отвора можност други да го превземат клубот. Но тие други не само да дојдат до спортски функции, накитени со добри желби, туку да понудат програма, финансиска конструкција и резултатска цел. Бидејќи за да се превземе клубот, за со порази да се доиспрати во третата лига е детска играчка. Деновиве во кои се спасува Осогово се претворија во кошмар за сите засегнати. Разидувањата помеѓу некакво адхок тело и старата управа додатно ја вжештуваат состојбата и не води кон решение. Се чини дека клубот прво треба да се спасува од лажни душегрижници, а потоа од испаѓање од првенството или од згаснување. Зошто Осогово е таму каде што е? Прво заради тоа што со години вештачки се одржуваше без да има долгорочна стратегија. Додека во градот и околината никнуваа фудбалски школи и клубови кои ќе изфрлеа по некој талент, жолтосините спиеја. Еден Кожув дојде во Кочани со десетина малолетни правотимци и покажа дека таму на вистина се работело. Кочани се уште се потпира на ветерани. Ваквите состојби наметнуваат целосна промена на курсот, што значи ангажирање на стручњаци, селекција на млади таленти, квалитетно менаџирање со стадионот и клубот и форсирање на вистинските фудбалски вредности. Тогаш и парите и резултатите сами по себе ќе дојдат.